ова денеска е како би требало да изгледа демократијата. За жал на лош пример да се соберат во законодавниот дом луѓе кои што имаат што да кажат на одредена тема. Практично Апасиев ги надигра сега сите од страна на државните институции. Ова е сега вака питорески речено мал државен удар им направи. Со тоа што ги искористи алатките кои што му се на располагање, покажа едно знаење и отвори простор за стварно да се чувствува дека има демократија во државата. Дека може да зборуваат оние кои што не се повикани на телевизија, кои што не се дел од пропаганда, кои што не зборуваат нарачано, кои што не зборуваат тоа што ќе им се каже, кога ќе им се каже. За жал трагичен е настанот. Меѓутоа вака треба за сите општествени девијации, сите општествени проблеми да се зборува во парламентарните комисии. Не знам поради кои причини ова како алатка не се применува. Ова е вистинскиот правец како се разрешуваат во интерес на граѓаните, пред јавноста, пред целиот народ работите. Ова не можеш ти да го заобиколиш. Треба да се продолжи во овој правец. Треба да се демаскира девијациите во општество на овој начин. Да се даде глас на народот. Сите кои што практицираат власт да знаат дека ако се поврзани со корупција, злоупотреба на политичка моќ, злоупотреба на државни полуги за лична корист, дека може да се најдат вака пред лицето на јавноста повикани да одговараат пред парламентот. И ова треба да биде не исклучок или само во овој случај, туку ова треба да продолжи да биде начин во иднина. Секој треба да биде повикан вака да се соочи и бесценет е моментот на соочување што денеска го видов. Денеска им преседнаа сите функции, целата пропаганда.